Еве не повторно во студио и време е да ја поздравам мојата драга колешка Ирина Спировска, која што пак заедно со нејзиниот соговорник ќе не воведат во тоа каква се обука треба да помине еден професионален водич во планина. Иринче, добро утро и повели со вашиот разговор. Добро утро, поздрав од Скопската населба Радишани. Се наоѓаме во просториите на тренинг центарот Mountain Academy и Македонската асоциација на интернационални водичи. Поводот што сме тука е што оваа година Македонија за прв пат е земја домаќин на Генералното собрание на Меѓународната унија на професионални водичи во планина. За активностите на овој голем настан, кој што всушност е и највисоко управно тело на Унијата, оваа година се совпаѓа со 20 годишниот јубилеј на меѓународната организација. Во продолжение зборуваме со председателот на Македонската асоциација на интернационални водичи Константин Циривири. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам на поканата. Активностите во рамки на Генералното собрание започнаа вчера и ќе се одржуваат се до 4 ноември. Најпрво да ни кажете како дојде до тоа токму нашата земја да биде домаќин на Генералното собрание оваа година. Прво, секоја година Генералните собранија се одржуваат во различни земји. Меѓутоа, јубилејното собрание, кое што е од посебна важност и за УИМЛА, не е случајно во Македонија, од неколку причини е тоа. Прво, заради нашата заложба во развојот на Унијата, од нашето членство 2008-2018 сме полноправна членка. И второ, нашето учество што го имаме во промоција на професијата и развојот, ширењето на Унијата во Западен Балкан, па не само и во Западен Балкан, туку и во некои земји од регионов кои се членки на Европската унија, но за жал се уште не се полноправни членки на УИМЛА, па на некој начин соработуваме на во менторска форма, им помагаме за да го изодат тој навистина тежок пат до Унијата. Многумина можеби не знаат, но Македонија е земја која што во поблискиот регион има можност да лиценцира интернационални водичи на планина. Нешто за што имаме нели капацитет, знаења, ги опфаќа и Црна Гора, Косово. Верувам дека многумина не ни знаат дека токму ние сме лидери на овој план. Па да. Тоа најмногу го гледаме како подадена братска рака кон нашите колеги од Косово, од Црна Гора, Албанија, па еве со последниот повики од Грција, со цел да се унифицираат стандардите на работа на професионалните водичи во планина, бидејќи туристичката дестинација е една географска целина каде што се одвива туристичкиот процес како еден функционално унифициран или обединет процес. И затоа ни беше важно да имаме исто ниво на комуникација, знаење и квалитет со колегите од соседните земји. Овие земји не се полноправни членки на Меѓународната унија. Косово оваа година ќе биде прифатено како земја кандидат. Другите земји се во подготвителни активности и ние сме единствена земја во регионот која што има право да лиценцира водичи, ја вршиме обуката и нивните членови го носат нашиот карнет. Константин, најде сега малку повеќе за самите активности кои што се одржува деновиве во рамки на Генералното собрание. Па активностите формално почнаа вчера со седница на управниот одбор на УИМЛА. Продолжуваа денеска со исто така седница на управниот одбор и работните тела, пред се техничката комисија за одржливост на животната средина. Утре веќе ќе бидат работни сесии со дел од делегатите кои имаат интерес во одредени области и средби со новите земји кои треба на ова Генерално собрание да бидат прифатени како полноправни членки или како членки со статус аспирант или статус кандидат. Тоа се трите нивоа на членство. Во петок имаме работни сесии за сите делегати и официјално отварање на собранието, кое што ќе биде по
поздравено од страна на директорката за Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот во Македонија. Потоа ќе следува пресконференција во 10:30 часот. Овие активности ќе се изведуваат во хотелот Панорамика во Скопје. Во сабота е самата седница на собранието, која што е од затворен тип, се гласаат одредени регулативи, норми, политики за работа на организацијата. И во недела ќе имаме активност планинарска хайкинг тура, која што е вообичаена за сите собранија некаде из нашиве планини. Разбрав дека тоа ќе биде на падините на Љуботен. Да, ќе биде на падините на Љуботен, затоа што со гордост сакаме да го покажеме прво најстариот планинарски дом во Македонија, грижата што домакините ја имаат кон домот. Сакаме да го потенцираме најстариот клубот Љуботен, кој до година слави 100 годишнина од постоење, и второ да ја промовираме првата етапа од Хајскардус Трел, меѓународната патека на која што сме особено горди, затоа што двајца македонци сме автори на оваа патека која што доби во 2022 година престижна награда за најдобар производ во Европа од Британското здружение на новинари во туризмот. Тоа е најпрестижната награда за туризам во светот. Браво, еве уште една убава информација која што допре сега и до пошироката јавност. Успешното одржување на Генералното собрание на Меѓународната унија на водичи на планина е од повеќекратно значење за нашава земја, не само во насока на мобилизирање нови водичи на планина, туку и од аспект на развој на туризмот, па и економскиот аспект за нашава земја. Апсолутно, Македонија е планинска земја, онаа форма на туризам која што може да биде најконкурентна на светскиот пазар и во непосредното обкружување, меѓутоа и со други дестинации во светот е токму планинскиот туризам. Професионалните водичи во планина се клучен двигател на оваа активност, посебно нормално кога соработуваат на вистински начин со туроператорите и со државните институции. И ова е шанса да сите делегати кои се професионални водичи во планина и се opinion makeri во своите земји, меѓутоа и на меѓународната сцена да дојдат да видат кои се прво природните потенцијали на Македонија, второ е како е начинот на организираност на нашата организација, начинот на едукација, и тоа ќе го пренесат во своите земји, во својот туристички сектор, што секако има големо значење за туризмот, а и за економијата, затоа што тоа е извозен производ наш. Колку е атрактивно да се биде туристички, односно да се биде водич на планина за младите луѓе, односно дали имаме доволен број на водичи на планина? Апсолутно не. Бројот на водичи на планина професионални, според УИМЛА стандардот, тие се единствени професионални за хајкинг, е апсолутно мал, недоволен да ги задоволи потребите на туристичкиот сектор во земјава. Ние досега имаме обучено повеќе од 100 водичи по УИМЛА стандардот, но за жал добар дел од луѓето се иселени од земјата заради општите миграцијски трендови што ни се случуваат. Овдека добар дел од нив ја менуваат својата професија од најразлични причини, зашто не е лесна професија, одлично се заработува, меѓутоа не е лесна. Интересот мислам дека е прилично голем, меѓутоа малку се обесхрабрени младите од должината на процесот, бидејќи живееме некако во време на брзи знаења, брзи сертификации. Ова не е такво, ова е процес кој што бара работа, бара темелен пристап и може би за оние кои немаат искуство во дејноста, во работата, може би немаат доволно финансиски средства да го започнат процесот, поочекуваме дека државата, институциите ќе имаат разбирање, па ќе им помогнат на младите луѓе, бидејќи е навистина сериозна можност за нивно задржување во земјата и намалување на стапката на невработеност. Колку сме ние жените присутни во професијата водич по планина? За жал, тука сме со многу лоши бројки. Многу малку во моментот имаме само 2 лиценцирани жени според УИМЛА стандардот. Генерално и во светот не може заедницата на професионални водичи да се пофали со голема бројка на застапеност на жените. Меѓутоа, како што сме имале лидерство и во рамки на УИМЛА за одредени работи, така сметам дека и овој проблем ќе почнеме да го решаваме преку сопствен пример.
За следната година ни е предвидена една кампања, прво да ги охрабриме, да ги анимираме жените да се вклучат во оваа професија, затоа што се поголем е бројот на туроператори, на клиенти кои бараат да имаат жени како водичи во планина. Од повеќе причини, затоа што имаат поголема емпатија, жените имаат, тој мајчински инстинкт е присутен и пазарот го препознава тоа и имаме огромен број, значи ние како туристичка агенција имаме огромен број на барања каде што инсистираат клиентите водичот да биде жена. Јас ви посакувам успешна реализација на Генералното собрание на Меѓународната унија, како што кажав, од повеќекратно значење за нашата земја, а особено затоа и што се совпаѓа со 20 годишниот јубилеј. Верувам дека сите партиципиенти во ова Генерално собрание ќе си заминат од нашава земја со одлични впечатоци, а резултатите топрава ќе следуваат. Ви благодарам и вам на поканата за подршка и промоција на овој настан. Ни беше задоволство, еве се надевам дека овој утрински разговор ќе ги поттикне особено младите да го прифатат овој предизвик и можеби да се вклучат во иднина, да ја развијат желбата, да бидат водичи во планина, а за сите останати кои што можеби не одат толку далеку, еве нека биде ова еден мотив и поттик да искористите есента, се уште убавото време и да прошетате кога сте слободни низ убавите македонски планини кои што навистина ги имаме насекаде околу нас. И благодарам многу, а верувам и дека со овој ваш разговор ќе успееме да поттикнеме пак и многу жени да се охрабрат и да ја поминат таа обука за професионални водичи во планини. Можеби ние жените сме многу вешти во многу работи, можеби не се снаоѓаме добро со ориентација, можеби не сме исто како мажите, но за многу работи можеме навистина да бидеме на ниво на задачата.